Утрински стихови од Библијата. 6 октомври. Фрли го својот леп во водата. Фрли го својот леп во водата и ќе го најдеш после многу време. Проповедник 11.1. Никој не може да го живее Божиот закон без да им служи на другите. Меѓутоа, има мнозина што не живеат со Христовиот милосрден, несебичен живот. Тие размислуваат и проучуваат како да си угодат себе си. Тие постапуваат единствено мислејќи на себе си. Времето има вредност за нив само ако можат да собираат за себе. Во сите животни настани, тоа е нивната цел. Тие не им служат на другите, туку само на себе си. Бог ги создал да живеат во свет во кој мора да се покаже несебична љубов. Тој така ги дизајнирал да им помагаат на своите ближни на секој можен начин. Меѓутоа, нивното јас е толку големо што не можат да видат ништо друго. Тие не се во допир со човештвото. Тие кои живеат така, само за себе, се слични на смоквата што имала убав надворешен изглед, но немала плод. Во пресудата, изречена над смоквата, Христос покажал колку кобно во неговите очи е ова суетно претворање. Тој изјавува дека отворениот грешник е помалку виновен од оној што изјавува дека му служи на Бога, но не раѓа никаков плод на негова слава. Јас сум им должник, изјавува Павле, и на грците, и на варварите, и на мудрите, и на неразумните. Тоа важи и за нас. Со се она што го благословило нашиот живот повеќе од другите, ние сме ставени под обврска кон секое човечко суштество на кое би можеле да му бидеме од корист. Овие вистини не се ограничени само за тивката одајана молитва, туку се за применување и во деловниот живот. Добрата со кој управуваме не се наши. Секогаш е ризично да се загуби од вид овој факт. Ние сме само управители и од исполнувањето на нашата обврска кон Бога и кон луѓето зависи и благосостојбата на нашите ближни и нашата сопствена судбина и во овој и во животот што ќе дојде.